Почитувани, неспособната влада на СДС ја клекна економијата на колена. Република Македонија е пред рецесија, а стопанството е пред колапс. Со секој изминат ден и со секој нов објавен податок, се гледа дека црното економско трио Заев, Тевдовски и Андјушев немаат капацитет да ја водат оваа држава. Граѓаните секојдневно ја гледаат разликата меѓу СДС и ВМРО-ДПМНЕ. За разлика од СДС, која ја носи државата на прагот на сиромаштијата, ВМРО-ДПМНЕ отвараше нови работни места, носеше странски инвеститори и водеше стабилна и економска политика. Владата на СДС официјално призна дека економските политики на ВМРО-ДПМНЕ беа позитивни. Министерството за финансии на својата официјална страна излезе со објавен документ Програма за реформа на управување со јавните финансии, кој е поминат на влада. Во оваа програма се наведува дека Македонија ја зачувала својата економска стабилност во текот на глобалната финансиска, економска криза и должничка криза во еврозоната. Се кажува дека фиксниот девизен курс во однос на еврото успешно ја задржал својата стабилност. СДС константно излегуваше со изјава дека ВМРО-ДПМНЕ води лоша и погубна економска политика, но сега тотално се демантира со програмата за реформи со управување со јавните финансии. Ова се потврдува од овие два документи, почитувани граѓани, кои се објавени на Министерството за финансии, на страната на Министерството за финансии. Во оваа програма стои дека од глобалната криза во 2008 година, во која ВМРО-ДПМНЕ беше на власт, растот е меѓу најсилните во регионот. Ова е само уште еден доказ дека актуелната влада на чело на СДС постојано ги лаже и ги манипулира граѓаните на Република Македонија. Исто така, во програмата стои наведено дека Македонија остварила впечатлив напредок во намалувањето на невработеноста. СДС лажеше дека невработеноста фиктивно се намалува. СДС ги манипулира граѓаните со зборување на невистини кога фактите зборуваат нешто друго. Фактите кажуваат дека владата на ВМРО-ДПМНЕ имаше целосна стратегија за намалување на невработеноста и од огромни 33% се намали на невработеност од 22%. Во оваа програма се наведува дека е постигнат голем напредок во подобрување на управувањето со јавните финансии во изминатите години. Тоа се потенцира дека е благодарение на реформите со кои се трасирал патот за прием во Европска Унија. Знаеме дека СДС постојано обвинуваше дека владата на ВМРО-ДПМНЕ ја запире ја кочи евроинтеграцијата. Со ова се потврдува сосема спротивното. На лицемерието и на лагите на СДСМ им нема крај. Вакви лажговци ја водат државата и економијата. Луѓе кои зборуваат како им налага ситуацијата, а не како да се водат од фактите и бројките. Лагите на СДС мора да сопрат. Ова мора да престане. Граѓаните на Македонија ќе му стават крај на ваквото однесување на 15 октомври на локалните избори. Благодарам.